Poštovani predstavnici на медиумите, poštovani граѓани, дозволете да искористам можноста да објавам почеток на промените кои што граѓаните го очекуваат. Синоќа донесов одлуки, денеска да ги споделам, ќе бидат изработени решенија од страна на администрацијата во Социјалдемократскиот сојуз и во текот на денот ги потпишам решенијата. Одлуката се разрешува сите председатели на општински програмници на Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да им се заблагодарам на сите за активноста, работата, служењето на граѓаните како представници на локално ниво на најголемата владеачка партија, на сите оние председатели на општински организации каде што се победи на изборите, апелирам да бидат повторно кандидати или ќе се кандидират на следниот конкурс кој што веќе уште едната седмица ќе биде објавен во постапка. Следуваат следните чекори во делот на промените, како ќе се носат, така ќе ги објавуваме до граѓаните и до јавноста, токму преку вас медиумите, како што реков. Почетокот на јуни или првата половина на јуни ќе се случуваат промените во општествениот сектор, а тоа се јавните предпријатија, министерствата, владата и сите владини институции, а во политичкиот дел, во мојата политичка партија, таму каде што јас сум директно надлежен, а тоа во изборот на председателите на општинските организации, одлуката ја донесов, синоќа ја соопштив на координација на колегите од раководството, заради тоа што тоа е мое право. Конечната одлука е токму таа. Сите председатели на општински организации, на 78 председатели на општински организации од 80 општини се разрешени и веднаш органите и телата на партијата ќе донесат одлука за отпочнување на постапка за избор на нови раководства. Со разрешувањето на председателите на општински организации паѓаат извршните одбори на локално ниво, заради тоа што тие се формирани на предлог на председателите на општински организации. Верувам дека сето ова ќе предизвика едно возобновување на сефтивниот амбиент на луѓе кои што се доста експонирани, постојат за да бидат добра алка на премостување и решавање на проблемите на граѓаните, се со конечна цел сите да учиме од своите слабости и да бидеме уште подобри во периодот кој што предстои пред нас. Премиерот Дуи денеска реагира дека назначувањето на Алберт Муслиу за прв човек на Агенцијата за разузнавање вознемирувачко, со оглед на тоа што уште не е решен случајот за дивонаселје. Како коментирате ова? Има коментари. Извинете, новиот првиот човек на Агенцијата за разузнавање. Имаше коментари денеска, не се задоволни од Дуи за неговото назначување за прв човек на Агенцијата за разузнавање. Јас знам дека председателот знае некој пат да не консултира за одредени прашања, тоа се негови надлежности, секако негово право е. Верувам дека консултациите ќе продолжат и за ова и за други прашања, така да ќе председателот на државата ќе одговори. Јас немам амбиции да аспирирам во тој дел, знаете дека сум прилично внимателен, тоа е негова надлежност, но секако верувам дека транспарентност и правото на коментирање за одредени случаи од сите политички партии е добре дојдено. Зошто почнав? Веројатно следната недела ќе продолжиме, заради тоа што чекам фидбек. Секако и тој од мене, сите продолжуваме понатаму коалиционите партнери. До крајот на оваа недела ќе се случуваат во самите политички партии одредени работи. Едната недела веќе верувам дека ќе, заради тоа што доаѓа почетокот веќе на јуни, ќе излегуваат на површина и одредени одлуки кои што верувам дека ќе бидеме подготвени да ги донесеме. Зошто со промени почнавте од општинските организации, не од ПГР? Заради тоа што тоа е наједноставното право кое што статутот го дава, односно одлучува само еден човек председател. Сето друго е одлуки на органи и тела на Социјалдемократскиот сојуз. Веднаш што ќе бидат закажени тие органи и тела, ќе ги информираме, тоа ќе буквално денови се попрашање. Секако следуваат одлуки за одредени промени во највисокото раководство, во другите повисоки органи и тела на партијата, буквално на секој ниво. Најавивте дека ќе се залагате за решавање на проблемот со давање на пари на како дека ќе влезат овие средства во системот? Кое е решението конкретно? Тоа е најголем проблем. Секој дава пари на рака. Како да знаеме, сите знаеме дека секој дава пари плата во плик, така е вика. И тоа не е незаконски дел, заради тоа што бизнисмените најголемиот дел од тие пари ги обезбедуваат да се плаќаат персоналниот данок, данокот на добивка и тоа се нивни пари, слободно располагаат. И ги частат буквално работниците со тие пари. Суштината е што тука не се плаќаат придонесите за здравство и пензиско, тие ги заштедуваат тие пари. Тоа е една отворена можност во законот која што им е дадена, знаејќи дека им треба да ги задржат квалификуваните работници, а може да поминат со помалку пари, тоа се случува. Она кое што сакаме да го донесеме како одлука е
како да го решиме овој проблем за да стартува во неговото решавање од 1 јули заедно со повратокот на ДДВ за физички лица, кој што ќе го стартуваме како проблем. Неколку варијанти и компоненти се, не би сакал да ги објавам заради тоа што ги правиме модалитетите, да не објавам едниот правец, па после да тргнеме во вториот правец. Буквално се два правци на кои што разработуваме, се прават проекциите и пресметките. Целта ни е буквално да бидат демотивирани деловните луѓе, да ги вадат овие пари од своите сметки, да ги дадат ги, туку да си ги дадат како бруто плата, а при тоа да не ги кошта ништо повеќе, односно ако може дури и помалку да ги кошта, ако тоа го направат, ама сакаме ако може при тоа и фондовите да растат за пензиско израство. Затоа што амбицијата е да растат и пензиите, не само платите, трендот мора да го следиме. Секако здравствениот фонд секој пат кога расте, тоа значи поквалитетни здравствени услуги за пациентите, за граѓаните, така да тука се дилемите. До средината на јуни некаде ќе утврдиме, како ќе настапиме ќе ги објавиме за 1 јули да стартува. Благодарам. Благодарам на сите.